Гоце Делчев, ослободувањето на Македонија лежи во внатрешна револуција. Христо Узунов, пазете ги основните закони на револуцијата. Даме Груев, не успеавме вчера, ќе успееме утре. Титу Гули, ако нема слобода, има смрт. Јане Сандански, македонскиот самостоен народ има право на слободен живот. Првата пушка пукна в Шаршија, на стражарот што беше на учуматот. И таа пушка е фрли, е пукна четникот Вању Топус. Кога пукна пушката негова и тоа камбаните тропнаа. И од едната црква, и од другата, и од третата црква. И се чу ура, громогласно. Од секаде се вика ура. Али ние во без знаење што е ова, по деца. А президента на ден Илиден беше во неделя, имаше многу свадби во Крушево. И весело беше през целиот ден, през целата ноќ. И кој како се најде по свадбите, секој да се прибери дома. И такво нешто беше, да. Првин дојдо тука кај Плочи, војските. Пошто ние седиме таму у Каршија и гледавме тоа тука што гледате дупката, црнеица од ним. Кога ќе удријат тие залповите, санки пуфки се прави. Па. А ние низ пенџерињата гледај као губците сиромасите. Се стени, сабајлето се развини. Вика да се предаваме, а ние гледаме од тука, горит Крушо. Пред восстанието се наоѓаме у колибата на штабот, неколцина, често пати, понеже беше поширока таа колиба. И се водеше дискусии. Восстанието како да се почне, што да се почне, какви почеток колку да биде. И даваја предлози. Едни, други, друго. Сарафов рече, ние восстанието да одиме прво да земе Битола. И по тој начин ќе дојдеме до оружје. А Груев мако на подсмех му рече малку. Шо мислиш ти рече? Да не е восстанието нашето Битола да не е Неврокоп. Да Битола е војска има бре. Со накви мартинки и догри ќе влеземе во Битола. Оставе тоа, не е работа да прави. Најтешко беше кога бевме веќе заградени од секаде. Беше бузукот паса. Мало големо по нас трчеше. Мајка ми со деца дровни го фрли детето. Сестра ми ја фрли да ја колет турците, таа избега. И така бевне. Со моки, со стравој. Леп немавне. Бравите напред и пушчихме Горман да ја колиме, да јадиме месо. Од никаде помоше никој не ни помогне. Сега сите не напаѓаат Македонија, а Македонија ние самите се боревме за Македонија. Па се сноевне со мока, со шума, буква јадевне, месо живо јадевне, не ни беше страх и да го печиме, да не видат по огнот. Слава и планина, Караорман, кога се вдадоe селата во пламен, ние што да правиме, слези да се маме, со војска се маме, не се можеш, немавне оружје. И запали од луко, фржано, збожди, присовјани, црвена вода, сливо, дебарца, сето во пламен гореше. Ние гледај сеир, што да правиме, не можевме, немавне, не ни помогаше никој. Сами се боревме. Со тоа восстание ми е, не можеме друго да направиме,
Osim ako možemo da na Evropa da mu skreneme вниманието малко, наша хумана Европа, како што до сега не се покажала хумана, тоа е нешто до олакшање на христијанското население. А ние со тоа во стание не можеме да ослободиме Македонија. Децата, внуките, внучињата ми велят, ај покажи ни бабо, ние ќе ти дајме ове, ќе ти дајме оне, се што да ни кажуваш за историјава. Ај многу им е интересно да им кажува. Да им кажува, им расправа как сме се мочили, как сме биле, како сме шетали, како турците сме се вадили. Девојка ни е грабна, одеше на со скози, од скози ни е зјадове турците, бре. Синко, бре, од скози, бре, грабна е, бре. Како да не станеш? Кумида, како да не станеш? И колку што беше долг и макотрпен патот од комиството до првите партизански одреди, толку поголема и несогорлива беше желбата што пламтеше од очите на секој македонец. Да се истрае по цена и на уште многу животи, да се отстои во вистинското верување дека слободата му припаѓа на оној што ја заслужува, и да се обединат идеалите на оној Илинден што го означи почетокот до оној што треба да дојде како крај на многу игри и на многу страдања. Многу во срци им помогавме на партизаните. Многу. Многу дава. Јадење дававме. Лев со шумоев. Зашо се боревме и децата наши, и сите. Помогавме. А од овде пак од Скопје, ја и Фида многу имаме помогано со леп од Пурната. Леп дававме на партизани. Син ми тамо беше Боге посредниот, а другиот нафужна и дававме леп, помогавме, многу помогавме, не малу, многу. Ви Боге, син ми тој отиде и веќе војска остана. Избега удолу и вати шумата отаде. Отаде знаеш веќе посоката каде одрев. И од тука избегав и во Одрев отидов. На патот видов еден со пушка оружен кој превоѓа патот што е за Цер, од Круша за Цер. Чекај, рекој, ќе вида кој. Се скри во шумата, помина тој. Беше бил куриерот тој што носеше поштата за Цер на војската, така. Таму беше војската. И му викнав ја. Стој, реков, бре. Тој почна да шекокај, да бегат, лево, десно. Стој, не мрде, ќе те отепам увел. И виде, не виде, застана. Какво е, бре, момче, рече? Тој бугарин беше бил. Кај ој, бре, му вело? Ода, вели, пошта носав на војската и во општината во Цер. Од кај си, му вела, бре? Јас су българин, вели. А бре, ти българин, реков, ако си, реков, што си барал овде во Македонија? Су беден човек за парче леп. А овде, дека, реков, колку има јадници за парче леп што би слугали. Ти да си оиш во Бугарија, реков, му вело. Овде не е твоето место. Добре, вели, ще си понесал ставката. Фрли ја пушката, реков. Ја фрли пушката. Фрли торбата. Ја фрли торбата. Почна да плаче. Ама, момче, вели, немој да одговарам. Јас су беден човек, вели, да ми страдам децата, вели. Знаеш, вели, реков, како е, ќе му кажеш на началникот. Да не и биете, реков, овие другарите наши што да му кажеш, јас су тој и тој. Денеска има покана, ама не ода ќе бега в шума, реков. И ја, кај друзите, кај моите другари. Ти си, рече Пандилица, рече на Пандил Николов, рече, му вела јас. А ти си, рече шумкарко, што и рани шумкарите, рече. Ме тепа, да ти кажам отепа. И најсетне му станав.
Моля, слушај ваму, моля, господин началник, да земиш, моля, револверот да ме стрелаш, до еден да паднеме, моля, Македонија наша. Во текот на народно-ослободителна борба, ја некое време бев во Скопје као лекар во Желеничката болница. И као таков, јас можев да бидам во Скопје постојано, бидејќи сите желенични беа мобилизирани за време окупацијата. А за цело време бев поврзан и вршев услуги лекарски, како и други некои задачи кои беа поставувани од страна на партијата. Пред заседанието, бидејќи тука беше поместена болницата на ранените, кои прилично број беа, бидејќи тој терен познат бил конкретно као Дражиевски, додека се тоа расчистило, имали доста жертви. После доаѓањето тука први пат да ги видам тие ранети, после не сум дошол во Прохорчински, дури после мајската офанзива и пред заседанието на АСНО. Во време на првото одржување на првото заседание на АСНОМ, јас седем на ова место. Но преди да седнеме сите делегати на овие места, партизаните, бригадите, партизанските одреди требаја да издржат познатата пролетна офанзива, во која 56 дена непрекидно се водеа борби, непрекидно беа засилени маршеви, пропратени со сите несреќи од партизанскиот живот, тоест гладувањето, студот, непроспиеноста, уморот. На овој терен стигнаме некако на неколку дена пред одржување на собранието. Падна во очи тие деној дека целата акција за одржување на собранието беше спроведена во една чудесна конспиративна атмосфера, така да непријателот, иако дотогаш не следеше со грамадни сили по планините од Македонија и планините од Србија до Чемерник, не можеше да открие што се случува, иако можеби знаел дека македонските партизани припремаат нешто. Тоа свеченото уредување на оваа сала, за која беше за нас извредно свечена, бидејќи при такви условија како што е партизанското војно и после тоа, заиста беше извредно официјално. Кога се на одреден час прибра целото членство кое беше предвидено, као делегати беа предвидени за АСНОМ, кога се прибра тука настана едно спонтано евоцирање на нашите раководители, младинци, како и младиот свет од околните села, кои беа тука во овој баш још конкретно сместени, беа песни, се евоцираше за другар Тито, за делегатот на главниот штаб, другар Темпо, нашите раководители, другар Лазо и други младински раководители. Беше еден извредно свечен чин, кој фактично човек не би може да го опише, толку таа работа беше драга и мила. Самата свеченост се одржа во оваа сала. Нормално беше испеана прво привремено прихватен марш "Изгреј зора на слободата", а потоа следеа поздрави од делегати од Србија, од Црнагора, потоа писмата од Авној, од другарот Тито и така натака. Собранието работеше и пред
така се рече, се припремаја материјалите и преди да се одржи собранието. Беа тоа огромни материјали на кои се работеше и во најтешките прилики, се припремаја одлуки, се припремаја решења и сето тоа требаше да биде изнесено за кратко време, за кусо време. Тоа и стана. Можеше да се видат прво непрекидни, така да се рече, читања на актите, на одлуките, прокламации и така натака. Собранието продолжи, речиси, цела ноќ. Од далеко следните тие моменти за мене беше што ние за прв пат во нашата историја фактично не се прогласуваме како нација, како народ, добиеме држава во рамките на Федеративна Република Југославија. Тоа е нешто за нас било нешто неописиво. Нешто кое заиста човек не би можел да го некако опише и да му даде една форма која само се може да почувствува kroz stisak na raciji, kroz grljenje, kroz plač i tako nataka. Овие моменти, толку снажни, тие се заиста такви кои, ја мислим, до животот човек не би може да ги забрави. Со нив и ќе сврши. Неовисно тоа што ние после тоа имавме во нашата изградба и обнова тешки моменти, сепак секој дал, а човек не може никога да каже дека се дал од себе си, да kroz својата струка, kroz своето знание, допринесе што поврху во таа изградба. Ние додоме да се бориме тука, да истераме непријател. Никој не мислеше дека ќе биде народен пратеник, или како тога и викаме асновци, или некој дека ќе биде министер, или, односно, повереници, да тоа никој и не сонуваше. Подоцна 30 години, бајки години, тоа е еден период каде човек дал се од себе, било во смисла на организација, било во смисла на усавршање свое, да би може после најдобро послужи на својот народ. Наводно, јас сум бил општи лекар, дури за време окупацијата некој стаж имал по интерна медицина, да можем од 47 година нагоре да почнем да се бавам со онаа струка која сега ја имам и за која сум оформен као офталмолог, очен лекар. Се викам Тасеска Фаница. Матурирав со одличен успех при гимназијата Наум Номовски Борче. Токму на овој ден, 2 август, ќе станам полнолетен граѓанин на нашето градче Крушево. Може би ова е еден од основните поводи да се создаде голема љубов кон историјата, односно посебно кон историјата на моето градче. Поради тоа, покажав исто така и доста солидни успеси по овој предмет во текот на учебната година. Тоа беше една од основните причини што бев избрана за учество во квизот на тема Илинденско востание што ќе се одржи на Бргу во Скопје. Роден сум во времето кога се удрени темелите на нашава република. Растев и се школував без грижата на двата родители кои што ги дадоа животите за време на НОП. Периодов го поминав во школување со грижа на општеството. Завршив филозофски факултет,
а сега работам како педагог. Тој е референт за унапредување безбедноста на сообраќајот. На тој начин помогнувам на сите учесници во сообраќајот, а посебно на децата учесници во сообраќајот. И верувам дека на тој начин и се одолжувам на некој начин на општеството кое што се грижува во текот на моето школување. Се викам Лазарева Живка, машински работник при Иликденка Крушево. Сум прогласена меѓу најдобрите работници во оваа фабрика. Фабриката има околу 400 работници, од кои 300 се млади. Се викам Илија Максимовски, инаку сум дипломиран инженер по физика, завршив факултет во Скопје. Инаку работам овде во Златарата во Крушево. Имав шанси да се запослам и на други места, меѓутоа, бидејќи сум роден тука, решив да останам во Крушево, како би се оддолжил на мојот роден град. Мислам дека ќе придонесам многу со моето знаење, стекнато во Скопје на факултет, како и во Германија на специализација. Инаку работам тука во припремното оделение, каде што ќе се лие злато и ќе се извлекува жица. Тоа работно место навистина бара редок стручњак кој што го нема во градот, па затоа решив тука да останам. Се викам Иванус Келеница, технолог сум во Златара Крушево. Работам на погон галванизација. Оваа фабрика е млада, нова фабрика во Крушево и претежно е составена од млади стручњаци. Спрема тоа, од тоа може да се види дека иднината, перспективата во Крушево лежи на младината, а истовремено и целокупната работа во оваа фабрика. Од работата во оваа фабрика, истовремено од работата на младите стручњаци, зависи и перспективата на градот. Се викам Анастас Кјорчиевски, матурант во гимназијата на Наумовски Борче во Крушево. Ние, младите, можам да речам дека најмногу придонесуваме за културно-забавниот живот во градот, потоа исто така ние придонесуваме и за уредувањето на градот, учествуваме во разни младински работни акции за пошумување на околината на градот, со што му даваме една боја на Крушево, потоа учествуваме исто така во акциите за изградба на културно-историски споменици, како што е, например, Мечкин камен, потоа споменикот Македониум и така натака. Ако се идеалите остварени, желбите не се секнати. По секоја надеж доаѓа нова надеж, по секоја желба доаѓа нова желба. И се редат успесите. Секој ден е нова работна победа. Со секое ново остварување побогати сме за уште едно охрабрување. Гоцев ден, Карев ден, Ѓорчев ден. На секое работно место, во секоја училишна клупа, во секое посегнување кон се што е ново и што станува свое, наше. И секој ден е Илин ден. Една грешка имаја младите. Сега старие што не поштуваме. Треба да се поштуваја старите. Без постар човек немаш дар. Дарот има стариот човек, има блосо и кога велиме блосе. Али пак береđator са толку шо пак добри ни се. Пак добра ни е младината. Добра ни е. Ја вија шо мучет. Не учат будовшина, не учат памет. Свет ќе биде напред работа. Delče, Vojvoda,
Па јас би сакала најнапред да го завршам факултетот, потоа се запослам и на моите родители да им овозможам кога ќе се пензионираат да имаат подобар живот. Па ја прво да се одлучам на нашиот народ да бидам во војска, добар војник да бидам, да бранам татковината. Јас најдобро на мојот народ ќе му се должам, ако го ценам неговата мината, неговата улога во борбата. Бидејќи имам добар глас, би сакал да станам еден музичар, добар музичар. Би сакал да станам фоторепортер, бидејќи би сакал да ја запознам луѓето со природните убавини на мојот убав град. Јас пред се сакам да станам еден добар економист, што гледам голема перспектива во тоа и да се вработам, да завршам економски факултет. Особено во моето градче нема толку архитекти и нема така добри изглед, па јас мислам ќе станам добар архитект, што ќе има тоаш поубава градба. Јас ќе му се одолжам на мојот народ со тоа што ќе станам учител и да ги воспитувам младите поколенија. Ако имало порано народни херои кои имале можност тоа да се истакнат, ние би само истакнали со некој добро дело, да завршиме школа, да станеме некои попознати личности.